законот за одбрана треба да биде донесен до крајот на овој мандат на овој пратенички состав. Јас сум убеден дека ако опозицијата не смогни сили да ги надмини своите теснопартиски интереси, тогаш единственото решение во интерес на граѓаните и на државата, на просперитетот и на иднината, е обезбедување на 80 гласови со кои ќе помини овој закон на пленарна седница. ВМРО-ДПМН ниту го поддржа Преспанскиот договор, ниту гласаше за промена на уставното име на Република Македонија, ниту ќе гласа за промена на името, односно на името на армијата на Република Македонија. Доколку навистина интенцијата им беше да се помине законот за одбрана, можеа да го прифатат законот за одбрана кој што беше поднесен од ВМРО-ДПМН, во кој што единствена разлика беше непромената на името на армијата на Република Македонија.